Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, продолжуваме со обработка на глава 24 од Евангелието според Матеј. Ако имате Библија со себе, отворете ја кај стих 14. Да ве потсетам, се наоѓаме кај оној дел кој е познат под говорот кај Маслиновата гора. Учениците го прашаа Господ Исус кои ќе бидат знаците за неговото доаѓање и за крајот на добата во која се наоѓаме. Стих 14. И ќе биде проповедано ова Евангелие за царството по целиот свет, за сведоштво на сите народи и тогаш ќе дојде крајот. Која беше пораката на Јован Крстителот? Покајте се, бидејќи небесното царство се приближи. Евангелие според Матеј, глава 3, стих 2. Господ Исус ја започна својата служба со истата порака. Тој ги прати апостолите да проповедаат иста порака. Евангелие според Матеј, глава 10. По некое време Господ Исус рече: "Дојдете кај мене сите кои сте уморни и обременети, и јас ќе ви дадам одмор." Евангелие според Матеј, глава 11, стих 28. Потоа кажа дека Синот човечки не дојде за да му служат, туку да служи и да го даде својот живот како откуп за мнозина. Евангелие според Матеј, глава 20, стих 28. Сега пак зборува дека во идните времиња ќе се проповеда Евангелието за царството. Дали тоа е поинакво Евангелие од она кое ни е дадено нам? Не, се разбира дека не. Јас би рекол дека Евангелието е исто, но може би во тоа време нагласокот ќе биде поинаков. Може би тогаш повторно ќе се зборува дека царството се приближува, но разликата ќе биде во тоа што при крајот на добата луѓето ќе бидат блиску до целосното воспоставување на небесното царство. Евангелието е порака за спасение на луѓето. И тука сакам да нагласам дека нема 2, 3 или 4 начини на кои луѓето можат да се спасат. Не, постои само еден начин за спасение, а тој е крстот на Христос. Смртта и воскресението на Господ Исус се централните и најважните настани во историјата на човештвото. Стариот завет упатува напред кон крстот, а од Педесетница па до сет ден денешен ние гледаме назад кон крстот. Како Стариот завет упатуваше кон крстот? Например, кога Адам и Ева направија грев, Бог им ги соопшти последиците со кои ќе се соочат поради таа постапка. Но, во целата таа трагедија, Бог најави дека семето на жената ќе ја смачка главата на змијата. Знаете на што се однесува тоа? На доаѓањето на Господ Исус Христос, на неговата смрт и воскресение, со кој го победи сатаната како духовен непријател. Гледате, уште од самиот почеток на човештвото, Бог најави нешто што се исполни преку крстот. Кога во Стариот завет луѓето принесуваа жртви, тие жртви беа само предслика на совршеното Божјо јагне, кој е Исус Христос. Кога Јован Крстителот го виде Господ Исус, тој рече: "Ете го Божјото јагне, кое го зема на себе гревот на светот." Тоа е запишано во Евангелие според Јован, глава 1, стих 29. Јас верувам дека во Стариот завет луѓето се спасуваа врз основа на нивната вера во Божјата милост и добрина. Сега, во Новиот завет, ние се спасуваме преку вера во делото и личноста на Господ Исус Христос. Бог не ги спасуваше луѓето ниту врз основа на пазењето на законот. Во срцевината на Мојсеевиот закон беше системот за принесување на жртви. Ако законот имаше сила да спаси, немаше да има потреба од принесување на жртви. Законот сам по себе е добар и треба да се стремиме да го пазиме. Но, покрај другото, тој ни е даден и да не соочи со нашата грешност и потреба за Божјата милост, бидејќи никој не може целосно да го пази законот. Сите ние сме прекршители на законот, бидејќи сите ние сме грешници. Затоа, на секој од нас му е потребен спасител. Бог ни го обезбеди и спасителот,
бидејќи го прати неговиот син на крстот на Голгота да не спаси. Патем, Господ Исус вели дека пред да дојде крајот, Евангелието ќе се проповеда на сите народи во светот. Врз основа на овие стихови, некои христијани доаѓа до заклучок дека колку побрзо го однесеме Евангелието до сите народи, толку побрзо ќе се врати Господ Исус. Јас сметам дека желбата да се пренесе Евангелието на сите луѓе е многу добра, но не верувам дека желбата да се убрза Исусовото доаѓање е најдобра мотивација, бидејќи поттикнати од таа желба, некогаш христијаните можат да евангелизираат не затоа што ги сакаат оние на кои им служат, туку за да убрзаат одредена случка. Стихови 15 до 18. Па така, штом го видите гнасниот пустошник како стои на светото место, за кој зборува пророкот Даниел, кој чита нека разбере, тогаш оние што се наоѓаат во Јудеја, нека бегаат по планините. Кој е на покрив, нека не слегува да земе нешто од куќата своја, и кој е на нива, нека не се враќа дома за да ги земе алиштата своји. На што мисли Господ Исус кога зборува за гнасниот пустошник? Ова е тема која делумно се обработува и во книгата на пророкот Даниел. Според еврејското разбирање и предание во тоа време, гнасниот пустошник беше Антиох Епифан, сириецот кој го уништи Ерусалим, но не само тоа, туку и го обесчисти жртвеникот во храмот во Ерусалим. Значи во времето на Господ Исус, кога луѓето зборуваа за гнасниот пустошник, тие мислеа токму на него. Но Господ Исус зборува за друг гнасен пустошник, кој допрва ќе се појави. Моje мислење е дека станува збор за Антихристот, за кого Јован пишува во книгата Откровение. Не го тврдам тоа со сигурност, но само го кажувам мојот став. Но, кога ќе се појави гнасниот пустошник при крајот на добата, на оние кои се верни, ќе им биде јасно за што станува збор. Нашиот повик не е да го трошиме своето време и енергија, обидувајќи се да дознаеме кој е гнасниот пустошник, туку, како што се вели во послание до Тит, глава 2, стих 13, да чекаме да се исполни блажената надеж и да се јави славата на великиот Бог и Спасител, нашиот Исус Христос. Господ Исус вели дека гнасниот пустошник ќе стои на светото место, а Матеј вели, кој чита нека разбере. Мислам дека оние кои искрено го бараат Бога и го читаат неговиот збор, ќе разберат кој е гнасниот пустошник кога тој ќе се појави. Овој стих не се однесува само на оние кои се наоѓаат во Јудеја. Поентата која Господ Исус сака да ја пренесе е дека доаѓаат тешки времиња и дека луѓето ќе треба да се снаоѓаат како ќе преживеат. Како што претходно спомнав, станува збор за период на најголемите страдања кои луѓето ги имаат искусено од постоењето на светот. Стих 19. Но тешко на бремените и на доилките во тие дни. Некои луѓе велат дека овој стих не учи дека во последните времиња жените не треба да раѓаат. Не сум сигурен дека Господ Исус сака да го каже тоа. Поентата е дека има одредени групи за кои овој период ќе биде многу потежок. Стихови 20 и 21. Затоа, молете се да не стане бегањето ваше зиме или во сабота, зашто тогаш ќе има страдања, какви што немало од почетокот на светот па досега, ниту пак ќе ги има. Треба сериозно да ги прифатиме овие зборови. Господ Исус не преувеличува кога вели дека такви страдања ниту имало, ниту пак ќе ги има во некое друго време. Гледате, писмото многу јасно ни најавува дека при крајот на добата во која живееме ќе има големи страдања. Знам дека на некои од нас можеби тоа нема да им се допадне, но таа е реалноста. Во христијанскиот свет, некои луѓе веруваат дека моментално црквата се наоѓа во периодот на големите страдања. Да, вистина е дека црквата се соочува со притисок и тој притисок се повеќе ќе се зголемува. Но, верувајте ми дека ова низ кое ние сега минуваме не е ништо во споредба со она за кое Господ Исус зборува. Ќе се сетите дека учениците го прашаа Господ Исус кој ќе биде знакот на неговото доаѓање. Во следниот дел од оваа глава,
тој им го одговара и тоа прашање. Стих 22. И ако не се скратат оние дни, никој не би се спасил, но заради избраните ќе се скратат тие дни. Патем, во книгата Откровение читаме дека за време на овој период ќе биде уништена 1/3 од светското население. Ова е навистина сериозно. Замислете, 1/3 од целото светско население. Патем, во книгата Откровение, овие непогоди се сликовито објаснети преку јавачи на коњи. Црвен јавач на конј како символ за војна, црн јавач на конј како символ за гладта и сив јавач на конј како символ за смртта. Постоеше време кога во христијанските кругови некои теолози веруваа дека тука станува збор за хипербола и дека тоа нема вистински да се случи, но во контекст на развојот на атомските бомби не би рекол дека тоа е хипербола. Но во сето ова, утехата е во Христовите зборови дека тие страдања ќе се скратат заради оние кои му веруваат. Стихови 23 и 24. Тогаш, ако ви каже некој, еве овде е Христос или таму е, не верувајте, зашто ќе се појават лажни месии и лажни пророци и ќе покажат големи знаци и чуда, за да ги прелажат, ако е можно, дури и избраните. Забележете што вели, лажните месии ќе имаат способност да прават знаци и чуда, но нивната цел ќе биде да ги прелажат луѓето кои ги гледаат и слушаат. Знаете што тоа значи? Дека секој кој прави знаци и чуда не може да биде наречен Божи човек. Дали некој е Божи човек, ќе се препознае според тоа дали ја проповеда и применува вистината. Господ Исус зборува дека тие лажни месии ќе се обидат да ги прелажат, ако е можно, дури и избраните. Кои се избраните? По однос на ова прашање има различни мислења. Некои тврдат дека зборот избраните се однесува на еврејскиот народ, други пак дека се однесува на црквата, а трети дека се однесува на еврејскиот народ и на црквата. Јас сметам дека станува збор за сите кои веруваат во Господ Исус Христос и го следат. Независно од етничката припадност, ако некој е во Христос, таа личност е дел од избраните. Продолжуваме со читање на текстот. Забележете што пишува во следните 3 стихови. Ете, однапред ви кажав, и така, ако ви речат, ете, тој е во пустината, не излегувајте, или ете, во тајна соба е, не верувајте. Зашто, како што молњата излегува од исток и се гледа дури до запад, така ќе биде доаѓањето на Синот човечки. Со други зборови, кога Христос повторно ќе се врати, нема Јован Крстителот да го најави неговото доаѓање, туку ќе се случи без најава и ќе биде како молња. Зошто како молња? Бидејќи кога има молња, тоа им е на сите јасно и може да се види на небото. Исто ќе биде и со второто Христово доаѓање. Луѓето ќе бидат свесни за тоа и никој нема да го најави. Целта на неговото второ доаѓање е целосното воспоставување на небесното царство. Стих 28. Зашто каде што е мршата, таму се собираат и орлите. Ова е еден од стиховите од ова Евангелие кои се малку потешки за разбирање. Зошто Господ Исус зборува за знаците на неговото доаѓање и одеднаш зборува за собирањето на орлите околу мршата? Моето мислење е следно. Во глава 19 од книгата Откровение читаме дека многу небесни птици ќе се соберат за да се гоштеваат од телата на оние кои ќе се кренат против Господ и неговата војска. Можеби овој стих се однесува на таа случка, кога оние кои се противат на Господ ќе бидат поразени и небесните птици ќе се хранат од нивните тела. Стих 29. И веднаш помаките на тие дни, сонцето ќе потемни и месечината нема да ја дава својата светлина, и звезди ќе паѓаат од небото и силите небески ќе се разнишаат. Според овие зборови, очигледно е дека кога ќе дојде времето за враќањето на Господ Исус, ќе има и одредени знаци на небото кои ќе укажуваат на таа случка.
не знам што конкретно значат овие зборови, односно што значи потемнувањето на сонцето и тоа дека светлината на месечината нема да биде толку изразена. Но сметам дека кога ќе се појават овие симптоми, луѓето ќе можат да препознаат дека нешто не е во ред. Истовремено, мое лично мислење е дека некои ќе се обидат да ги објаснат тие феномени на научен начин, се со цел да се оттргне вниманието од овие зборови од писмото. Стихови 30 и 31. Тогаш ќе се јави на небото знакот на Синот човечки, и ќе се расплачат сите земни племиња, и ќе го видат Синот човечки, како доаѓа на небесните облаци, со голема слава и сила, и ќе ги испрати своите ангели со трубен глас, и ќе ги соберат неговите избраници од 4 ветра, од едниот до другиот крај на небесата. Кога Исус дојде на оваа земја за прв пат, тој дојде кроток, но при второто негово доаѓање ќе се појави со слава и сила. Некој многу добро рекол дека првиот пат дојде како спасител, а вториот пат ќе дојде како судија. Се разбира, тој ќе ги суди оние кои не му верувале, а оние кои верувале во него, односно неговите избраници, ќе бидат спасени. Во стихот се вели дека неговите избраници ќе бидат собрани од сите краеви, а тоа е така, бидејќи низ целиот свет постојат луѓе кои му веруваат и го следат. На крајот од ова наше проучување, сакам да прочитам уште еден стих, со кој Господ Исус не поттикнува да размислуваме трезвено и да ги толкуваме знаците на времињата кои се појавуваат околу нас. Стих 32. Со смоквата направете споредба. Штом ќе се подмладат нејзините гранки и пуштат лисја, знаете дека близу е летото. Господ Исус сака неговите следбеници да бидат проникливи и како што можат кај едно дрво да препознаат во кој период се наоѓа врз основа на неговите гранки и лисја, на ист начин да можат да ги препознаваат времињата според знаците кои се случуваат околу нив. За неверните, природните непогоди, војните и гладта може да се само случајни појави, но верните треба да знаат дека во игра е нешто многу поголемо од тоа што се гледа со голо око. Патем, смоквата во писмото некогаш се користи како символ за Израел, што може би значи дека одредени случувања помеѓу израелскиот народ ќе бидат знак за неговото доаѓање. Тука ќе го завршиме денешното проучување. Следниот пат ќе продолжиме таму каде што застанавме. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.